Добра вечер, вие сте со топ тема. Економијата бележи раст од 3,6%. Во рударството и градежништвото се забележува најголем раст, додека преработувачката индустрија е во минус. За состојбите во градежниот сектор, за новиот закон за легализација на дивоградби, за изградба на патиште и автопати, вечерва во топ тема разговарам со министерот за транспорт и врски Горан Сугаревски. Министре, добро вечер. Добро вечер, ви благодарам за поканата. Она што денеска е веста од економијата, дека таа бележи раст од 3,6%, премиерот не е задоволен од овој раст, вели дека можеше и повеќе. Градежништвото има раст од 5,5%. Прашањето е дали вие сте задоволен од овој раст кој што го остварува градежништвото, бидејќи паметиме и години кога имаше многу поголеми растови токму градежништвото. Добро, прво сакам да кажам дека дали сум задоволен, како што велите вие, секогаш може и подобро, но сакам да потенцирам една работа што е исклучително битна. Ако ги погледнете моите изјави во континуитет од ланската година, вклучително и од првиот квартал од оваа година, ќе видите јасно дека во овој сектор јас најавив сериозно економска година и воопшто за мене не е изненадување ова што во моментов се случува и раст од 5,5% во градежништвото. Моите очекувања се дека се создадоа поприлично добри услови за да овој процент, вклучително не само за овој квартал, биде и подобар, бидејќи во изминатиот период, знаете дека, ќе ја спомнам претходната влада, тоа се должеше најмногу кога ги биле тие високи проценти на периодот на Скопје 2014 година. За жал беше базирано на тие, кои што за нас и тогаш, а и сега, се непродуктивни проекти. И на еден друг момент, а тоа е дел закочени проекти, дел немање други проекти. Значи од претходниот период. Велите се должеше на Скопје 2014, но кога дојде СДСМ на власт, потоа ако се следи структурата на растот на економијата, градежништвото бележеше пат. Да, тоа е вториот дел од мојот одговор, значи дел од проектите кои што условно кажано беа почнати од претходната влада, за кои што се фалат дека биде као нивни проекти, беа или во целосен застој, автопатиштата ќе ги зајме конкретно, ама не ги објавуваја никогаш причините зошто е тоа така. Пред се за нив, бидејќи тие се оние поголеми пари, поголеми средства кои што можат да го кренат и се разбира и делот на капитални инвестиции, иако дел од тие средства не се во буџетот, и се разбира на немањето на други проекти. Јас се надевам дека низ оваа емисија денес ќе поразговараме и за делот посебно на комуналната инфраструктура, на еден дел на изборните ветувања на СДСМ на владата, во делот на водоводи и канализации, каде што навистина го имаме сериозно кренато процентот. И тоа се случува во моментот. Да, ќе поразговараме за тоа, иако е нели срамота малку во 21 век. Срамота е, меѓутоа, ако го погледнете изборното ветување и во руралните средини, во дел од другите средини кои што имаме, ќе видите дека исклучително ниско ниво на тие инвестиции имало во тој период. И ние сега правиме едно сериозно зголемување. Се согласувам со вас, можеби таа работа не е многу зафалење за тоа што е 21 век, меѓутоа ние мораме да изнајдеме начин да помогнеме елементарни услови да создадеме овие луѓе да живеат. Страмота е, да, меѓутоа тоа може само декларативно да остане така и да не се превзема ништо и да поминат уште 5-10 години пак да не се прави. Ние едноставно работевме во тој дел на решавање на добар дел на комунални проекти и во делот на водоводите, канализациите, ние имаме сериозен проект одработен од оваа влада кој што сега ќе биде имплементиран, тоа е 70 милиони за локални патишта. Значи тоа се должи директно да одговорам на немањето на проекти, за жал кои што ги немаја апсолутно, и застанувањето на тие поголеми проекти кои што ќе ги земам двата примери со автопатот Миладиновци Штип, кој што требаше да биде завршен на 1 мај 2017 година, а не само 50% реализиран, и онај поголемиот дел на проблема, тоа е автопатот Кичиево Охрид. Гасификацијата исто така да ви кажам дека апсолутно и таму има, освен ископани одредени дупки, никаков проект за гасификација апсолутно не имплементиран. Сега имаме силна динамика и за мене Стојановска воопшто не е изненадување тоа што имаме градежништво. Не сум изненаден. Да, кога ќе зборуваме за задоволство секогаш може повеќе, но фактот е непобитен дека делот на капитални инвестиции во ресорот транспорт е одличен. Да, ќе ги зборуваме овие теми сите подетално малку подоцна, почнеме со она што голем дел од граѓаните ги интересира, тоа е законот за легализација на дивоградби. Министре, прво, докаде е овој закон? Значи, во моментот законот е во владина процедура. Денеска разговаравме на Комисијата за економски систем при владата. Очекуваме одредени мислења од ресорни министерства треба да стигнат или до вечер или до вторник, понеделник е неработен ден. Така да веќе ако тие мислења од одредени министерства законодавства бидат обезбедени, веќе во вторник ќе биде на седница на влада. Ќе го донесете пред избори? Значи, видете, носењето на законот не зависи лично од мене, зависи од собранието.
бидејќи собранието ги носи, знаете, законите. Очекувам доколку помини во вторник, веќе од среда натаму да биде во собраниска процедура и после натаму се разбира согласно седниците кои што ќе ги има парламентот, да очекуваме некаде до пред нова година да биде донесен. Што е со Охридско-Струшкиот регион? Ќе биде ли опфатен и дали таму ќе може да се легализираат дивоградби, бидејќи имаше изјава и од градоначалникот на Охрид во медиумите каде што кажа доколку не бидат опфатени, тогаш тоа би било дискриминирачки за Охридско-Струшкиот регион. Нема да бидат сите опфатени видови на бесправни Охридскиот Струшки регион. Така да апсолутно ние цениме дека тука треба во крајна линија да биде согласно на препораките кои што ги има од ЮНЕСКО и согласно Законот за управување со светското културно наследство, и ние сме на став, зборувам како ресорно министерство, во соработка, бидејќи овој закон е работен во соработка со ЗЕЛС, со заедницата на единици на локална самоуправа, да не биде тоа е наш став и покрај сите критики кои што беа за УНЕСКО, ние не смееме да дозволиме во надамошниот период такви работи да се случуваат. Затоа, во еден дел од измените е опфатено и тоа, она што ми го поставивте како прашање, тоа е дека Охридско-Струшкиот регион во тој дел ќе биде изземен и сега имам и други работи доколку сметате дека треба да ги кажам околу измените на законот. Да, сакам да прашам кои дивоградби ќе бидат опфатени, до која година што се изградени, бидејќи со претходниот беше до 2011. Да, ќе биде до 1 октомври 2019. И сега тука се отвара прашањето дали граѓаните, бидејќи првично беше до 2011 изградени дивоградби. Сега вие велите и оние што се после 2011, односно до 2019 изградени дивоградби, и тие ќе може да се легализираат. Дали тоа значи дека вие свесно оставате простор за идни градења на диви објекти, за потоа нека следна влада која ќе дојде со некој можеби поповолен закон од овој што вие сега го носите, да ги легализира? Добро, легитимно е и еден таков печаток во дел да се има, меѓутоа не е суштината таа. Суштината е решавање на правниот статус. Се наоѓате меѓу две дилеми. Меѓу две дилеми. Едната дилема е дали тие сите треба да се уриваат или треба да се реши нивниот правен статус, односно да се легализираат. Трето нема. Значи, апсолутно трето нема. Но, евидентна е разликата и затоа не случајно цената со новиот закон не е 1 евро. Евидентна има разлика. Значи, 100% комуналите и плюс 50 казна заради тоа што не е согласно закон за градење направен тој дел. И тука апсолутно има огромна разлика. И ние на овој начин велиме да го решиме, онаму се разбира каде што законот дава можност. Не се и се што и секаде да биде легализиран. Не е таа основната цел, меѓутоа пак ќе кажам, кога ќе се најдите да решите одреден правен статус, или го решавате со легализирање или со уривање. Министре, ама тогаш беше до 2011 во ред да се легализира се што до тогаш се изградило, меѓутоа требаше да се спречи после тоа да се градат дивоградби, за да не се најдеме повторно во ситуација да имаме и нови дивоградби кои што и сега и тие треба да ги легализираме, за разлика на оние кои што и со претходниот закон не успеа да се легализираат. Така се согласам со многу работи, меѓутоа една работа да не заборавиме. Бидејќи сакав предпоставував дека ќе има и други прашања, меѓутоа оваа држава не постои од 1 јуни 2017 година, од кога оваа е владеачка гарнитура. Значи оставањето на простор сигурно од 2011 до 2017 за било какви манипулации, оставање на простор свесен како што вие го поставувате прашањето, не сме го дали ние како власт. Јас зборувам за една затекната ситуација, бидејќи ние го продолживме за 1 година тој закон, стариот закон. И сега доаѓаме во ситуација да ја видиме совкупната ситуација во државата. Јас сум одржал безброј состаноци со ЗЕЛС, со градоначалниците на општините, каде што ја имаме реалнава ситуација каква е. Дека имате на места 2000, 3000, 4000 градби. Сега повторно да се градат дивоградби, ако не сте ги спречиле ни од 2017 до 2019, ниту пак овие пред вас од 2011 до 2017 апсолутно никој. Прво, ако ги гледаме тие факти, ќе видите дека многу од тој аспект многу помалку, не може би е намалена, повеќе од сигурно е намалена, меѓутоа пак ќе кажам, се наоѓаме во ситуација за решавање на еден правен статус. Дали да бидат урнати или да бидат легализирани. Што со оние што нема да го исполнат, да ги исполнат условите, ниту со овој закон? Значи вака сега видите, станува збор за сакав малку да објаснам моделот на законот, станува збор значи за сума, на оние се разбира кои што ќе можат тоа да го прават, да легализираат од 100% од комунали плюс 50% од како своевидна казна, што треба да ја платат бидејќи не било во нормална постапка, и тука веќе правиме не е можеби исто како регуларно што си ја терал постапката, меѓутоа веќе влегуваме во постапка која што велиме дека да, и ти комунали ќе платиш, но се разбира и 50% на казна. Значи даваме простор од 6 месеци првите да исти се условите за легализација, значи геодетски елаборат, сметки и
изјава под морална материјална кривична одговорност дека и оставаме уште 6 месеци на дополнување на тие документи, доколку некој изоставил од минатиот закон. Значи, оние кои што претходно дошли во ситуација да не доставили елаборат, да речеме, или сметки, или не дали изјава и така натаму, во таква ситуација идеме да го возможуваме тоа и на тие баратели. Но, ако не исполнуваат услови, тогаш тие веќе тука завршува приказната во тој дел, тоа значи дека тие објекти треба да бидат уривани. Ќе се уривали, министре, бидејќи гледаме дека и претходната влада кога го донесе законот пише до 2011 тие што ќе легализираат следните ќе се уриваат. Па никој не е урнат. Давањето може и затоа го кратиме Стојановска рокот во делот на тоа дека до 2021 година да бидат решени. Значи да не се оди уште на нови 10 години, на нови 15 години. Следна влада која што ќе донесе поповален закон и граѓаните ќе го чекаат тој поповален закон. Значи видете, јас не размислувам на тоа како ние ако друг континуитет имало и не со 1 евро во оваа влада, со претходната, бидејќи тогаш било 1 евро, и тоа сега е практично ако се комуналите 100 евра плюс 50 евра како казна, значи не е апсолутно прво исто. Второ, мислам дека со тоа нема да работа и во дел на игра градоначелниците и на општинските градежни инспекторати и на државниот градежен инспекторат, ако тие согласно нивните надежности си работата, нема да имаме девијантни вакви појави. Да, немаше да има толку дивоградби и немаше да има потреба од ваков закон ако си ја работеа очигледно работата. Она што уште една забелешка, зошто не се вклучува проект да се бара за овие дивоградби за да може да се легализираат. Тоа е забелешка на Владко Шешов од Институтот за земјотресно инженерство. Да погледнеме таа изјава и потоа министра ќе може да искоментирате. Би се сложил и мислам дека тие објекти се први неконтролирани, нема контрола никаква во градбата, второ и во самиот процес на легализација, колку што ми е мене познато, не се бара проект, она што викаме ние статик, односно градежно-конструктивен проект. Така да големо е прашањето дали овие објекти ги задоволуваат денешните критериуми, дали се безбедни и сигурни. Апсолутно би апелирал во тој процес, како што се бараат други документи, не знам, геодетски елаборат, сметки за ЕВН и слично, апсолутно да се вклучи и проект, градежно-конструктивен проект, односно проект статик, еве популарно да го кажам, каде што барем ќе имаме некаков доказ во каква состојба е тој нелегален објект, дали изграден согласно технички прописи, кои технички прописи, каков квалитет на материјали е вграден. Министра, Шешов е еден од првиот човек на една од клучните институции во земјава. Зборуваше на тема земјотреси тука во студиото и посочено е дека овие дивоградби кои што се легализираат се најчувствителни, особено ако се случи некој поголем земјотрес, за нив никој не може да гарантира и она што е апелот е да се вклучи и проект во нив. Значи видете, во тој дел би го одговорил следново, дека на овој бесправен објект треба да е компатибилен и со намената која што е во планската документација. Доколку не постои одредена неусогласеност со планската документација или пак објектот се наоѓа надвор од плански опфат, Советот на единицата на локална самоуправа треба да одлучи дали објектот ќе може да се вклопи во планската документација. Така да јас ги земам предвид сите размислувања и на крајот на краиштата. Ова е предлог на закон. Ќе го земете ли сега во предвид ова и да вклучите? Значи, видете, доносењето на закон, до амандманската расправа во собранието, која што ќе се води. Се надевам дека ќе се води, и треба прво да се утврди потреба од носењето на овој закон, потоа доколку се утврди потребата, се оди на второ читање на амандманска расправа каде што ќе се гледа законот во сите членови бидејќи станува збор за нов закон и се она што ние сметаме дека дополнително е корисно за граѓаните, нормално е да биде прифатено, така да јас велам, се доносењето на овој закон, добро, но веројатно до сега требало да го слушнете и нивниот став дека треба да има и проект. Затоа велам дека треба да е компатибилен со намената на планската документација, доколку постои нивна, Советот може да ја отфрли. Така да не одиме ние на варијанта и сега да се разбериме, значи не станува збор само за приватни, овде станува збор и за објекти од јавен интерес и нив да не ги заборавиме. И затоа, да, апсолутно, пошто не ги спомнавме претходно, така да ценам дека се што сметаме дека дополнително ќе биде како конструктивен предлог кој што би можел да влезе во законот, би ги разгледале сите можности апсолутно. Ќе видиме дали ова ќе го сметате за конструктивен предлог кој ќе биде донесен законот. Видиме сите опции. Јас сакам на таа тема ќе поразговараме со него и со сите оние кои што се видите. Сакам да потенцираме на работа. Јас предлагам закони во собрание
кога ги предлагам преку ресорното министерство, не само за овој конкретно, и сакам да го потенцирам, се она за кое што сум се борил во опозиција го правам. Во смисла на ресорно министерство, влада, амандмани, дебати некакви, меѓутоа жал ми е што е очигледно за законот за урбанистичко планирање се уште не можеме да го држам технички состаноци и со ВМРО, ДПМН и со сите политички партии и се надевам дека ќе се усогласиме до нова година да законот конечно помине. И дебата е една, уште една, и ЕНР, се значи што било, како што се дискутирало, сега очекувам дека со квалитетното решение кое што го даваме ние ќе помине во собрание. Законот за градба е еден од најчесто менуваните закони во време на ВМРО ДПМН, се сеќаваме дури на ситуации каде што се менуваа одредени одредби, ги користеа некои луѓе, па потоа назад се враќаа старите одредби од претходниот закон. Сега вие подготвувате нов закон за градба. Што ќе менувате и кога овој закон ќе... Не вака, сега има одредени измени кои што се прават пред се однесуваат во делот на усогласувањето со прекршочните. Ова зборувам за предлог измените, вие предпоставам за новиот закон не прашувате. Да, не би навлегувал толку бидејќи моите очекувања беа дека законот за урбанистичко планирање, не сакам да кажам нешто кое што за после велевте, па еве сега не е така. Знаете зошто? Законот за урбанистичко планирање очекувам да биде донесен. Паралелно се работи на решение на законот за градење. Меѓутоа дел работи ми се битни бидејќи ако зборуваме генерално, законот за градење, законот за урбанистичко планирање се како устав во градежништвото и си имаат одредена поврзаност меѓу себе. Доколку помини овој закон во собрание, врз база на него ќе продолжиме со работа за да не одиме само со кратки измени, одредени или дополнување на законот, така да очекувам дека доколку се донесе веќе некаде до крајот на јануари би поднесли ние законско решение, ново законско решение. И тоа го правим на ист начин и со коморите, и со граѓански организации и така натаму. Кога ќе биде прикачен на ЕНЕР, сакам да ги видам сите забелешки кои што ќе бидат дадени, дали од граѓани, дали од граѓански организации, невладини организации, коморите ми се битни заедницата. Добро, но што се клучните, на што е сега намерата да видите, значи намерата ние да олесниме одредени постапки. Во делот на рокови, одредени постапки, во делот на соодветни процедури кои што ги има, бидејќи со законот за градење не се решава практично се. Има понатаму подзаконски акти во вид на правилници кои што се разбира треба да бидат почитувани. Не би излегол се, освен тој дел на олеснувањата не е до толку разработен, затоа што зависи во дел и од законот за урбанистичко планирање. Исклучително битен закон кој што треба за да бидат компатибилни еден со друг. Да не направиме дека и затоа не излегувам со одредени работи бидејќи сакам да ми биде усогласено тоа сето. Не мене лично. Да усогласиме и да помогнеме на сите оние кои што ќе градат утре, да им ги олесниме постапките. Кога зборуваме за градежништвото, законот за градба и овој дел, би сакала овој дел да го завршам со состојбите на градежниот факултет. Од таму има сериозни забелешки за она што е состојба на градежен факултет, кој што ја кажаа токму во ова студио. Можеби делот во однос на кадарот не е најсоодветен за вас, меѓутоа сметам дека треба да го слушате за потоа да го искоментирате изјавата на Дарко Наков од градежен факултет. Состојбата е навистина алармантна од аспект на вработување. Значи нешто слично сега можеби не сме од 18 на 3, меѓутоа постојат катедри кои што пред 10 години биле 10 члена, сега се 3 или биле 4, сега е единствен професор на катедра кој што предава 10 различни предмети. Значи состојбата е алармантна. Во минативе години сме добиле само едно вработување, да речеме, еден асистент, а ние годишно ангажираме по 35 млади демонстратори, што се замена некаква за поранешните асистенти, кои што ги плаќаме патем од сопствени средства. Значи, немаме млади, тоа ни е основен проблем. Нормално тие вработувања ги очекуваме да не бидат од диригирани по политичка основа или национална основа. Треба да бидат стручни луѓе, треба да бидат луѓе кои што ќе образуваат млади кадри. Од друга страна, интересот на младите, она што е интересно, и покрај тоа што немаме невработен градежен инженер, внимавајте, немаме невработен градежен инженер, интересот опаѓа. Пред 3 години имавме 260 студенти запишани, оваа година само 100. Министре, алармантна е состојбата. Ве загрижува ли вас ова? Ме загрижува, да, апсолутно. Јас пред непол месец дена разговаравме и со деканот, и со продеканите на градежен факултет околу оваа ситуација. Знаете дека директно во овој дел тие треба барања одредени преку
ректорати преку Министерство за образование да се поднесат, значи такви се постапките, Министерство за финансии согласно средствата кои што ги имаат, апсолутно треба да се распишат огласи се со цел да се подобри кадровската состојба на градежниот факултет. Од моја страна кажав дека има сериозна заложба, имаат сериозна поддршка во нивните барања и се надевам јас дека веќе од почетокот на наредната година добар дел на овие проблеми кои што беа од професорот изнесени ќе бидат решени. Цврсто стојам за тоа, сакам да помогнам и согласно не да помогнете, тоа е обврска. Значи обврска да помогнам, видите, морам да го кажам да помогнам затоа што добро, директно не е во рамката на министерството, да зборувам како член на владата, максимално да се заложам во владата, ова ситуација која што зборуваше професорот да биде разрешена. Добро, ќе ве држиме за збор и ќе ве прашаме следната година, повторно ќе провериме. Извршителите наплатиле 20 милиони евра од институциите во државата. Од Министерството за транспорт и врски наплатиле 5 милиони евра, тоа е сумата која што објави Телма, потоа колегите од ИРЛ добија информација дека 2,2 милиони евра од оваа сума која што е наплатил еден извршител е за Енвер Маличи, за кој што смета дека е оштетен затоа што наместо 3 хотели успеал, односно добил дозвола да гради само 2, кој што е човек дел од владата, односно дел од локалната самоуправа. Видете, значи станува збор, добро е да објасниме на јавност за предмети кои што се склучени договори некаде 2005-та, 4-та, 5-та година. Понатаму имаме дел од овие пресуди кои што конкретно Енвер Маличи е во времето на Мехази склучен договорот за продажба. Видите, значи со нашето доаѓање овие предмети биле во целосно расчистени и завршени. Министре, како се случи сега да добие судска пресуда Енвер Маличи? Веројатно тие во изминатиот период имаат потегнато, сигурен сум дека тужбите се потегнати многу пред доаѓањето на новата политичка гарнитура. И согласно постапките, јас не би навлегувал во инстанциите судски на основен суд и апелационен суд, меѓутоа за текнатата состојба како ресорен министер ја имав со извршна судска пресуда. И не само за тој предмет. За сите овие предмети кои што ги набројувате, а тие се многу. Судската пресуда за Енвер Маличи стигна кога вие веќе на завршено за плаќање. Со се изврши, значи ние не има ли вештачење во Министерството за транспорт и врски по однос на овој предмет? Каква е ставот на јавното правообранителство? Значи јас вака да ви кажам, не би навлегувал во судските постапки кои што се носат, бидејќи таа постапка е водена слие прво се склучени договори. Многу е важно, министре, какви аргументи имало Министерството за транспорт и врски? Јас мислам дека Министерството за транспорт и врски од негова страна, согласно она што и нас знаете дека не застапува државното правообранителство, имаат водено постапки, меѓутоа тие имаат нови тужби поднесено и врз база на нив судовите имаат пресудено. Значи зборуваме за затекната пресуда со доаѓањето како јас ресорен министер и наплата на овие сите средства. И не само на тие, значи дел од овие средства бидејќи ги поставивте за сите. Не само конкретно за овој, конкретно беше за овој, меѓутоа се однесува и на многу други судски пресуди, извршни судски пресуди кои што се од изминатиот период на раскинување на одредени договори и не се само за Скопје се однесуваат, имаме дел, мислам дека еден и за Преспа, за Охрид и така натаму. Значи зборуваме за судски пресуди донесени на раскинати договори многу поодамна. Од нашето доаѓање, да не речем можеби некаде има и по 10 години повеќе пред јас да дојдам ресорен министер. Министре, ги добивте парите од ТАФ? Не, значи видете, делот на ТАФ, парите тие нема да бидат преку ресорното министерство. 45 милиони евра мислам дека беа. Да, станува збор за средства кои што треба да ги добиеме. Меѓутоа треба да помине законот за измени на законот за концесии и јавни приватни партнерства во собрание. Предлагачи Министерството за економија, очекуваме дека овие денови собранието ќе го донесе, знам дека е во собраниска процедура законот, каде што ќе се создадат услови со тоа што нема да се кради карго аеродром во Штип и на голем дел од средствата ќе бидат за Охридскиот и Скопскиот аеродром и дел од средствата најмногу ќе бидат за водоводи, канализации, се разбира дел од нив ќе бидат и за градинки, училишта, болници. Министре, нели сметате дека на тој начин можеби се прекршува претходниот договор кој што го има Министерството склучено со ТАФ, затоа што ТАФ токму концесиите ги доби затоа што кажа дека ќе се гради карго аеродромот. При тоа, уште тогаш беа други странски компании кои што се откажаа од намерата за добивање на концесии затоа што беше вметнат карго аеродромот. Сега се наоѓаме во ситуација каде што карго аеродромот нема да се гради. Неколку пати тој беше одложуван во времето на владата на ВМРО ДПМН, уште тогаш јавните луѓето кои што се занимаваат со јавни набавки реагира
дека на овој начин може да се сочиме и со тужби од останатите компании кои била заинтересирани бидејќи е провластен. Јас кажав и затоа анализа подолго време претпоставувам правеше Министерството за економија во делот на измените кои што треба да настанат таму и изборуваме за одредени очекувањата се мои дека во измените на законот ќе постојат и одредени анализи кои што треба дали бирото, дали други институции да се направат со цел. Овој закон не може да се однесува измената на тој закон само за таму. Тој се однесува за сите субјекти. Значи не се однесува само конкретно дали со случајот со ТАФ. Значи анализа мора да се направи и тоа во законот претпоставувам дека стои од она што го успеав да го видам бидејќи не сум јас ресорен предлагач, меѓутоа кога го читав на влада е дека врз база на измената која што треба да се направи, треба да се направат одредени анализи од одредени институции кои што треба да покажат дали може или не може да се прави таму аеродром. И тоа е една суштинска вака работа. Значи сега уште ќе се прават дополнителни анализи? Не, одредбите кои што се предвидуваат во законот мора да го даваат тоа право, врз база на нешто мора да биде тоа, не може да биде само суштински. Тие се веќе направени. Тие анализи се прават многу брзо сега, мислам да не залажуваме јавноста. Многу брзо. Уште кога се склучуваше тој договор, ние пишувавме како медиуми дека тој карго аеродром не може да се изгради таму и дека е даден баш заради ова што сега на крајот излеза дека затоа целта не е нешто суштински да направиме, ако не се направи карго аеродром, туку да направиме суштински и она за кое што на почеток зборувавме, да помогнеме на граѓаниве со некаков бенефит и да изградиме објекти од јавен интерес, како што претходно ги набројав. Овие кои што се планира да се градат. Со реакции од останатите кои тогаш била заинтересирани, ако сега ова. Затоа ти викам, треба да помини прво измената, да видиме анализата што ќе покаже, па потоа можеме да размислуваме, да не одиме на тоа сценарij. Министре, уште плаќате новата зграда за Министерството за транспорт? Видете, значи јас имав само една ситуација каде што одредени пожарни апарати треба да се платат кои што не биле тогаш во постапка, другите средства што се застанати се дел, ние сега разговараме со нив за побрзо да биде зградата пуштена во новиот буџет има 325.000 евра. Значи видете, тоа изборувам, значи дел од средствата кои што треба да им се исплатат по тој основ на тоа што е изградено таму, станува збор за одредени кусоци и вишоци кои што се во изградбата, тие нормално се платат, другите дел работи кои што апсолутно кај што нема постапка, немам ниту намера некаква да плаќам, нити било што, тоа дали други органи може да си проверуваат. Факт е дека си уште не сте вселени во не сме вселени затоа што изведувачот треба уште одредени работи да ги направи. Знаете дека и тендер за селење треба, така да се надевам дека во почетокот на наредната година нема пресметка направен затоа што не има ситуација која што треба да се видат тие ситуации, не би сакал паушално, сакам кога ќе заврши комплетно да излезам во јавност и да кажам толку чинеше зградата. Не би шпекулирал со средства. Во новиот буџет, да, поголема од она што беше претходно, односно за годинава, но да одиме со неколку ставки. Она што прво ми падна во очи е ставката за изградба на социјални станови, дека е намалена, при тој онаа сума која што е вклучена е само од заеми. Да, видите, значи прво, ако зборуваме за Министерството, ќе кажеме на работа во делот на капиталните, бидејќи социјалните станови се капитални. Да имате најголема реализација, тука можам да ве похвалам. Значи имаме најголема реализација, благодарам и тоа пред неколку дена го видов и од вашава телевизија беше објавено. Значи во моментот, тогаш бројките беа помали, бидејќи јас на дневна основа сега правиме и пресеци на крај на година, во моментот имаме некаде околу 71% на реализација на капитални инвестиции, исклучително и успешно Министерството, по многу основи оваа година. Се надевам, пак ќе кажам дека низ емисијава ќе зборуваме за одредени проекти и сметам дека и до крај на година современите и завршни ситуации кои што доаѓаат овој период, знаете дека до 25-ти некаде доаѓаат тие ситуации, 20-25-ти, се надевам дека уште повеќе процентот на реализација на капиталните инвестиции ќе биде зголем. Во делот на социјалните станови, тие се средства кои што се преку Централна инвестициона банка, Европска банка, се надевам дека овие средства ќе бидат потрошени, бидејќи дел од тие средства ние разговаравме доколку тие средства бидат потрошени во одреден временски период, ќе бидат надополнети бидејќи станува збор за кредитна линија на она што ќе значи изградба на социјални станови. Ние во моментот работиме на два проекти таму преку ПУИК, тоа се значи социјалните станови во Проби Штип и во Неготино. Сега очекуваме дека во најбрз временски период ќе почне да се гради зградата во Бутел, зборувам за зграда некаде околу 312 или 314 социјални станови. Така да и согласно динамиката која што имаме во делот на
другите места, значи тоа е дел средства, одиме на варијанта, дел средства кои што реално можат да се потрошат, да ги ставиме. Дел од, да речеме, од тие 310 милиони денари што ги имаме, дел се авансирани средства на нешто кое што треба да почне. Пример, зградата во Бутел. Разбирате, и сега ние одиме на варијанта на сериозно планирање колку пари реално може да се потрошат. То колку, дај Боже да притребаат плюс пари ќе бидат повлечени од кредитната линија, така да очекувам дека 100% е таму реализацијата. Апсолутно успешна. Гледајте ги, погледнете ги ставките, многу јасни се секаде. Имаме сериозна реализација, тука нема бегање од таа работа. Ако гледам ставките за социјалните станови во претходни буџети покрај заемите, имаше и од буџетот, домашниот буџет. Не само од заеми, не се одеше. Овој пат таа ставка е исклучена, нема, само се оди со заеми за тие преку социјални кредитната станови. линија, тие дел средства се за тоа земени, за да се наменски се потрошат. Овие се наменски, освен за социјални станови, не може за друго да се трошат. Чи не, видете, погледнете го буџетот на министерството. Многу јасно е, нема непродуктивно ништо. Апсолутно нема ништо непродуктивно. Водоводи, канализации, Европска инвестициона банка, КФВ банка, гасификација, изградба на железници. Ќе ги зборуваме, министре, ќе стигнеме до гасификацијата и за Визбегово дел по дел. Менаџирате буџетот околу 100 милиони евра, парите за гасификација еве. Добро, тоа е со кредитни линии, да не створиме дека се сите буџетски 100 милиони. Да, како министерство буџет сакав да кажам. Парите за гасификација за следната година се намалени, предвидени се 16,7 милиони евра, а годинава имало 25,3 милиони евра. Зошто има намалување кај гасификацијата, кога кажуваме дека таа ни е клучна? Значи вака, клучна ни е, 78% има реализација министерството до октомври. Значи без ноемвриската ситуација, без декемвриската. Ќе биде многу. Ги намалуваме затоа што Стојановска, ние мислиме да завршиме со проектите од кракот од Неготино до Битола и кракот од Скопје до Гостивар. Затоа се помалку средства, не се заради нешто дека не оди, динамиката е топ. Голем дел на службености, експроприации, се во најголема мера се завршени. Динамиката на која што годинава се работеше. Јас погледнете ми ги изјавите кои што ги давав од пред 7, 8, 10 месеци. Ќе видите дека сум велел дека сериозна динамика ќе има на активности таму и дека ќе бидат реализирани и технички и финансиски средствата. Така да апсолутно стојам на тој. Тоа е основната цел. Не е целта дека нема пари или рачунаме тие проекти да ги завршиме, да направиме државен гасовод до Битола, да направиме државен гасовод до Гостивар, согласно проектите дел од другите средства да видиме према Велес и така натаму кои што се имаат за таа година согласно проектите и да возможиме на општините кои што ќе бидат готови во делот на секундарната и терцијалната гасификација, се разбира да се приклучат на тој гасовод. Оти ние може се да направиме, клучната улога после тоа ќе имаат општините. Тие треба да се поврзат на централниот гасовод кој што го се прави низ државата сега. Така, но она што сега се отвара дилемата во јавноста, не во јавноста, односно во коалицијата, има различни, владината коалиција има различни ставови токму околу општините. Прашањето е како да се гасифицираат, дали да биде со еден концесионер или да бидат повеќе концесионери. Па гледаме општините сите различно веќе постапуваат, некои прават анкети, некои собираат мислења. Имаме сосема различни постапки на терен. Имате ли заеднички став како ќе се прави гасификација потоа во општините? Добро, видете, значи повеќе се општи, видите, се имате некаде каде што веќе проектна документација е на крај. И имаат формирано, да речиме, гасоводни предпријатија. Некаде планот им е со јавно-приватно партнерство тоа да го прават. И затоа сега нивната цел е да се определи како ќе биде најдобро, нашата цел е, се извинувам, како ќе биде најдобро за нив. Јас не можам лично како министер да сугерирам вие вака ќе постапите како општини. Јас се борев за децентрализација. Сада сама изгуби во 2005 година за децентрализација, не за генерално борев. На централно ниво се носи одлуката. Одлуката мер вели дека треба да биде еден концесионер, градоначалникот Шилегов вели дека треба да бидат 3 концесионери, министерот за економија вели дека треба да бидат еден концесионер и јасно е дека има различни ставови помеѓу СДСМ и ДУИ за тоа колку концесионери треба да имаат. Ако има меѓу СДСМ и ДУИ, е добро, тие можат и да се усогласат, меѓутоа, клучното е со она што го зборувам. Имаш општини каде што се во напредна фаза.
Ме разбирате? Ама министре, џабе тие се во напредна фаза ако нема стратегија дали ќе биде еден концесионер или нема формирано за гасот. јавно. Тоа не значи дека утре не може со јавно приватно партнерство, ова технички со логистичка поддршка да помага на јавното приватно фирмите кои што ќе го прават тоа. Ќе дојдеме до ситуација ние, се согласувам со тоа дека има разноразни изјави. Сум ги видел и јас, апсолутно ги знам и запознат сум, меѓутоа мислам дека за многу брз временски период ова ќе биде затворено прашање за општините. Кој е вашиот став, каков треба да биде, по кој модел да се оди? Со јавни приватни партнерства е мојот личен став. Ако ме прашате мене лично, како Горан Сугаревски, како размислувам, еве, ова е мојот личен став. Затоа што во тој случај дел од изјавите се дека јавно-приватно партнерство некои општини нема да може не само да обезбедат, туку и цената би била повисока од други општини. Значи секаде каде што постои можност таква, зборувам сега лично, јас дека мојот став е овој. Во делот на железницата таму има зголемување на парите кои што ви се предвидени. Од 43 милиони евра, а годинава имало, односно годинава е 33,7 милиони евра. Тука има раст на она што е предвидено. Прво сакам да кажем дека сум задоволен што во нашиот мандат се направи пругата Битола Кременица, имавме неколку технички состаноци каде што треба да се каде што треба ЈПМЖ инфраструктура, поврзи оптички кабел од Труварево до Битола и конечно да се реши тој проблем за да се заврши таа работа и да пругата биде функционална. Кабел бидејќи таа изградена инсталирањето на опремата, тоа треба да се случи во овој период, барем и последните состаноци кои што ги имавме со премиерот, вице-премиерот, директорот, се договорим во најбрз временски период да биде поставена инсталирана таа опрема, се со цел да биде стане пругата целосно функционална, инаку знаете дека таа веќе ми тестирана, апсолутно мислам дека тоа тука завршува. Сакам да потенцирам еден друг момент, зошто зборувате за зголемување. Зборуваме за тоа што имаме два моменти таму. Прво имаме интензивирана динамика на првата пруга Куманово-Белјаковце. Ја ќе зборувам многу директно. Тие се три делници, значи сега ќе зборувам за двете, бидејќи третата делница треба финансирањето да се обезбеди. Таа е пругата од Крива Паланка до бугарска граница. Овде сега зборуваме за пругата од Куманово до Белјаковце. Тоа е едниот сегмент каде што кога дојдов министер немаше некаде околу 20% реализација, сега има над 50% и повеќе реализација и на техничко ниво, меѓутоа и во делот на плаќањата. И исто така дополнително е што очекуваме евалуацијата да биде завршена наредната година, тоа е за втората делница од Белјаковце до Крива Паланка, значи околу 30 на километри е и таа. Средства се обезбедени од 145 милиони евра, од кои што 68 милиони евра се неповратни средства. Значи очекуваме дека таа евалуација ќе заврши веќе од наредната година, ќе заврши пругата Куманово-Белјаковце, а потоа се разбира и ќе отпочне изградбата на пругата од Белјаковце до Крива Паланка. Согласно на што ќе значи обезбедување на средства во делот на третата делница, која што е 23 километри, апсолутно станува збор за многу тешка конфигурација. Околу 500-600 милиони. Меѓу 350 и 400 милиони евра е. Проценките согласно проектната документација која што има, така да моите очекувања се дека ќе бидат обезбедени тие средства и таму има 60 милиони евра и таму пари за таа 500 за таа последна трета делница. Се преговара со банките да се обезбедат тие средства. Затоа што би значило ако ние да направиме до Крива Паланка пруга. Ова е поврзување. Ние склучивме меморандум со Република Бугарија, и согласно нивната динамика која што имаат таму, ние до 2025 комплетно треба да ја завршиме, тие до 2027 година. Станува збор за дел каде што ние до 2025, тие до 2027? Да, така е. Значи биодал после 2027. Ред, значи јас зборувам сега за нашиот дел, секоја држава си има својата обврска. Така да, освен во делот на тунелот, се гледа неколку опции дали заеднички ќе се гради, дали секој свој. Мислам дека останува на тоа дека секој свој дел на работата, бидејќи станува збор за поврзување со тунел на граничниот премин, каде што треба да поминува пругата. А со Грција Кременица какво е поврзувањето? Во која смисла? Пругата. Од другата страна. Не, и таму мислам дека треба да биде комплетно завршена. Тоа барем што го имав како последно како информација е дека во најбрз временски период од неколку месеци треба комплетно се да биде завршено од нивна страна. Кога ќе се движи воз по Кременица? Тоа сакав и да кажам, значи согласно ова динамика од наша страна што треба да се направи, веќе мислам дека се во контакт ЈПМЖ транспорт со грчкото транспорт во смисла да веќе наредната година оди возот Битола до Кременица. Добро, оптимистичко. Тука ќе направиме куса пауза за реклами, потоа се враќаме назад во студиото.
Назад сме во студиото, гостин министерот за транспорт и врски Горан Сугаревски. Министре, кога ќе биде готов автопатот Кичево – Охрид? Значи, јас мислам дека ова ми е најпоставувањето прашање веројатно во овие 2,5 години од кога сум ресорен министер. Значи, ние донесовме неколку анекси, причините сум ги соопштил се многу јасни. Значи, моите очекувања се дека согласно рокот јуни 2021 година ќе биде готов автопатот Кичево – Охрид, со тоа што одиме на варијанта со јавното претпријатие за државни патишта 30 километри од тој автопат да направиме се од тоа се од Охрид до Врбјан и бидат пуштени наредната година. За да преостанатите 27 на кои што веќе ми се работи, каде што беа клучните оние проблеми и пропусти за кои што не отстапувам од таа изјава дека градежништвото како област не памти такви утки, ќе бидат завршени и дека бидејќи се работеше во изминатиот период на голем дел на препроектирање. Мислите утки од аспект на погрешна сгрешена траса? Не, мислам на утки од она што ја цело време го кажувам, а тоа е неусогласеност на реалната документација и секој може да го толкува како сака, неусогласеност на реалната документација, на проектната документација со реалната состојба на терен. Трасата не едно завршува на друго место. Зборуваме за немањето на клучки, алтернативни патишта, огромен дел на експроприации, дислокации на електроенергетски објекти и така натаму. Така да, сметам дека од тој аспект, гледајќи ги сите овие работи кои што се случуваја низ периодот, секој може се да кажува дека оставил во наследство вакви и такви проекти. Овде зборуваме за исклучително лоши работи кои што се враќаме назад. Тоа е на првото прашање кое што ми го поставивте во делот на БДП. Една од клучните причини на падот на БДП тогаш е ова. Дел ќе биде пуштен до година, а дел 2020. Значи одиме на ги гледаме варијантите, правиме се да тие 30 на километри од Охрид до Врбјан бидат пуштени наредната година. Ќе се обидеме тоа да го направиме. Инаку рокот генерален кој што стои во анекс договорот е јуни месец 2021 година за целосно завршување на автопатот. Опозицијата во собрание ве критикуваше за потпишувањето на последниот анекс кој што го имате со Синехидро. Пред да продолжиме, да слушнеме изјавата на Димитар Стевананџија, па потоа ќе ја коментираме со Сугаревски. Добро, јас ја знам изјавата. Кои беа вашите тези во 2013 година? Владата е криминална, затоа што се задолжува тогаш 505 милиони долари за 2 автопати. Владата е криминална, кинеската Синехидро се криминалци и даваат проценти на министрите. Ова се премногу пари што се задолжуваме, бидејќи Јани Макрадули ни кажа за 133 милиони евра србите направиле некој автопат од 120 километри. Еве ги стенограмите. Се овдека стои. Сега што дојде по 7 години? Сега не е министер Јанакиевски Миле, министер е Горан Сугаревски. Од прилет. Кинезите тие се криминалците и тогаш и сега, ако сте биле во право. Јас сум убеден дека такви луѓе не постојат, ама вие ги етикетиравте. Кинезите му даваат проценти на владата на ВМРО ДПМН. Еве сега вас, не знам што ви даваат како влада. Колега Сугаревски, победете се сами од себе си. Еве има кандидат за наследник. Коста Динацевски сака да биде министер. Тој ќе го подпише ова. Затоа што вистина е убеден дека ова што го правите вие е добро. А за жал вие не сте убедени дека тоа што го правите е добро. Има шубе во вас. Не можете тоа да го кажете јавно, ама длабоко во вас нешто ве копка. И тоа е така. Министра, длабоко во вас нешто ве копка или да го подпишете овој анекс од 100? Ќе ви кажам нешто. Значи, со чиста совест, значи зборуваме за закон, зборуваме јасна оваа дебата бев, тоа беше законот за заем од банката кој што се зема, бидејќи знаете дека прво за анексот се носи закон, потоа се носи закон за заем, каде што се задолжуваме. Мене ме интересира една работа. Зошто на моите поставени прашања кои што ги имав до опозицијата и тогаш кога сум бил пратеник, но и сега како ресорен министер, бидејќи водевме дебата поголема, не жолчност само, јас сакам и жолчност и темпераментни дебати, се согласувам. Но немаше ниту едно прашање кон тогашните предлагачи, кон премиерот Груевски, кога се носеше овој закон, овој специјален закон во рамката на носењето на патот. Едно од обвинувањата... Зошто не ме копка? Затоа што цените се 3 пати пониски од тие што ги имаат склучувано. Огромна разлика има, нема што да ме копка, чиста ми е совеста како Министре, забелешките беа тогаш што самото тоа што се прави со кинеска компанија, дека не се знае на крајот колку ќе чини автопатот. Тоа беа забелешки кои што ги упатуваше опозицијата. Еден од случаите на специјалното јавно обвинителство
правителство, случајот траекторија практично се однесува за изградбата на автопатиштата. Не е збор само за провизиите кои што се земале, туку таму има и други тези во тоа обвинение. Не знам што има какви тези во обвинението. Како сега одеднаш овој договор кој што тогаш сметавте дека не е добар, каде што има тези дека пратениците биле доведени во заблуда кога го гласале овој анекс во обвинението. Дали сега вие ги доведовте во заблуда? Не, јас никого немам доведено, сакам да појаснам две работи. Прво, тоа во заблуда биле донесени си докажува некој друг. Јас сум бил пратеник и знам дека собранието согласно она што значи носење на закон, носење било какви одлуки, треба да се одлучува согласно совеста која што има, не од политичките партии, туку од луѓето кои што се пратеници во собранието. Тоа е прво. Евидентна разлика. Стојановска има во една работа што е многу клучна. Погледнете ги цените тогаш и погледнете ги цените сега. Ако зборуваме за проблемот зошто била висока, зошто била ниска, овие работи никој буквално, дури не дојдовме ние на власт, не сакаше за ниеден проблем. Првите податоци. Но дали можеше да се оди со кинеската компанија или можеше да се првите податоци. Ама видите проблем, компанија што ги имавте и вие тогаш од собрание. Една работа има која што е исклучително битна. Кој што беше на црна листа на Светска банка. Дали било дилема дали да се продолжи автопатот или да се прекини? Било на почеток. Меѓутоа, јас сум на местото за да ги штитам интереси, националните интереси на државата. Национални интереси на државата не значи само да, не знам, правиш други работи, да ги штитиш во дело на средства на се. Со сине хидро да се подпише видете договор. што е, зошто? Ама видете, значи оние проблеми јас што ги зборувам. Ги гледаме од аспектот на што би значило колкава штета државата би претрпела, Македонија би претрпела од евентуално раскинување на таков договор. Ние ги гледавме сите тие аспекти. Немој да мислите не. Не раскинување, вие правите анекс на договор. Не, затоа велам, било гледана и едната страна што би значило прекин и немање на автопат. Ма не прекин, министре, зборувам со некој друг да го изградевте, дали мораше со сина хидро да се гради? Како тоа да се друга компанија? Ако имало таква можност и простор, можеби ќе се распишило. Значи немало, тоа го зборувам. Сите овие работи кои што ги наведувам како проблеми, документација, проект, немање клучки и така натаму, нив не ги интересира. Плаќањето на пенали кои што треба утре државата да го плати. Тоа би било страшно. Тоа е уште поголем проблем. Ние сме се нашле во ситуација што е потешко. Замислете сега оваа опозиција обвинува за кичево ухрит. Смешно е. Значи како да ви кажам? Ама тогаш вие обвинувавте за сине хидро, сега вие потпишувате. Ја слушнавте ли изјавата на американскиот државен секретар Помпео? Двата автопатишта требаше да бидат во рокови готови во нивно време. 2019 јануари, еве да речеме. Тие замина не се на власт веќе. Не се на власт, меѓутоа видете, тие ако сакаат автопатишта од 2006 беа на нас, ниеден не направи. Еве тој што да речеме во најголема мера бил Демиркапија Смоквица, Демиркапија и него не стасаја да го завршат. Министра, сега за вас години. Јас поставив една теза. Ние 2,5 години сме на власт. 2,5 години. Тие беа 12. Ако ги мериме километри на рехабилитација. Министре, не зборуваме за ВМРО, зборуваме за СДСМ. Сега вие сте министер. Јас правам само работи за проблеми. Ама видете, паралела. не е како што се градат во Финска, во Норвешка, во Шведска автопатишта, да ние не зачекавме продолжување на такво. Ние зачекавме проблеми сериозни. Јас не можем да не го кажам тоа. Оти не правиме муабет за мерка, за закон, правиме муабет за нешто кое што вие на БДП, потреба на граѓаните и така натаму и така натаму. Изјавата на американскиот државен секретар Помпео, дали ја слушнавте го при последното доаѓање тука во Македонија, кој што се однесуваше токму на соработка со Кина? Не се сеќавам, искрен да бидам вака. Сакам да ве предупредам за учеството на Кина во чувствителни технологии и нивната стратегија за подмитување при обезбедување на сделки. Председателот Трамп во Обединетите нации рече дека иднината им припаѓа на суверени независни држави кои што ги штитат своите граѓани и ги почитуваат соседите. Ние би сакале Македонија да биде слободна и ние би сакале Македонија да биде слободна и без долгови. Значи видете, прво ние зборуваме автопат од Кичево на затекнат проект. На она што би значило, значи дилемата на владата, на ресорното министерство беше дали да биде прекинат тој проект или не треба да биде прекинат тој проект. Која е помалата штета државата што биде? Оти на крај овие пари ние сите треба да ги платиме ако биде пута 3 може да биде од овие сега што зборуваме пари. Или да има автопат, или сето тоа да се тргне настрана и да нема автопат и плюс не знам колку ще средства да бидат исплатени. Тоа е проблемот. Ако било лесно, затоа и веројатно тие и тогаш кога со специјален закон, меѓутоа има една суштинска разлика, која што треба да се знае. Цените се трикратно
пониски сега од тогаш што биле склучувани. Јас не знам обвинението точно како гласи за траекторија од специјалното јавно обвинителство. Дека пратениците се доведени во заблуда, дел од обвинението земени провизии. Знам една работа, дека како тогашен пратеник, како сега ресорен министер со чиста совест сум одел во собрание со цел да бранам сега закон на анекс или сега на заем што е и преку Министерството за финансии се разбира, кај што државата да буде се со цел да овде има автопат. Да направиме автопат, да заврши овој автопат и пак ќе кажам, ако се вратиме назад, ова за БДП значи многу. Затоа тогаш во еден дел немаше резултати, затоа што не можеше да се продолжи да се работи. Тоа е проблемот. Патот Сончевград кога ќе биде готов? Ќе видите таму, тоа е при крај, треба да видиме сега ситуацијата само со делот на измените во тек на градба. Таму има проблем во целата постапка која што е водена за издавање на одобрение за употреба или популарно наречено технички прием. Дали тоа може со измени на тек на градба да се реши или за жал ќе мора да има нова измена на закон се со цел да биде пуштен во употреба. Ова е директниот одговор кој што го давам и на граѓаните кои што доаѓаат и се интересираат. Што значи тоа граѓаните ги интересираат рокови? Да, значи рокови ги интересира. Ако не може со измени во тек на градба, бидејќи очигледно е дека дел постапки се пропуштени, ќе треба измена на закон да се направи. Измената на закон можат и пратеници да ја дадат, не значи дека ресорното министерство само ја дава. Не интересира постапките, ги интересираат рокови, кога би завршиле, кога би се пуштиле. Сметам дека би требало да биде завршено во најбрз временски период. Не можам да шпекулирам со рокови за да не испадне дека еве нешто кажав пример јануари па не се испочитува, дел работа има. Оти видете и ако не се заврши до 11 февруари, тогаш веројатно новиот парламент би бил конституиран во мај. И затоа не можам тоа да го предвидам. А ка се изградили проектот Сончевград? Во кој дел зборуваме сега? Во делот на инвестицијата што треба да ја градат турските инвеститори. Видете сега, тоа е прашање кое што исто така не би сакал во целост до крај да го гледам. Треба уште врз она што ние сме разговарале генерално. Се што е во интерес на државата, ние не смееме без разлика кој го почнал и како го почнал да се заврши или да не се заврши. Ама има ли пробивање на рокови или? Ако има пробивање на рокови согласно договорите, има пенали, има и така натаму. Сите постапки кои што ние ги водиме согласно закон. Значи јас морам ова да го потенцирам бидејќи за мене исклучително важно е да секоја одлука што ја се носи во страна на министерството, на службите во министерството да биде согласно закон. Инаку другото апсолутно не ме интересира ништо. И видиме согласно и се она што се разбира цените и вие и ние дека треба да се направи, ние го правиме. Оно што може би при гостување секогаш ги прашувам, особено министрите кои што се од економскиот ресор, е изградбата на автопатот Блаце. Секоја влада го најавува и во вашата програма стои. Стои во програмите на ВМРО ДПМН сите назад години, стои кај вас, 2,5 години сте на власт, се објави, тоа е 12 километри, тендер се објави за само 2 километри, па и тој тендер пропадна. Мисле, како не можеме да изградиме 12 километри автопата, знаеме што се случува од другата страна на границата. Добро, и тие се со многу години правени. Мислам, ама се направени. Знаете дека одредени постапки и овие се направени кај што требаше да бидат направени во 2017, па не ги направија до 2017. 12 километри автопата од другата страна. Значи видете, прво проектите кои што се, прво гледам дека опозицијата сака да ги нашите вели проекти. Ама не зборувам за наши ваши тоа не ги интересира нашите, тие се по 20-30 години проекти. Значи првите 2 километри така беа тендерирани и еве завршува сега тендерот, вториот тој после пропаднатиот. Завршува, така да очекуваме најбрзо да почнат тие 2 километри, а паралелно за другите 10 проектирањето не е завршено. Значи, затоа ние направивме за да отпочне изградбата, паралелно 2,5 години сте на власт, 12 километри. Зборувам за 12 километри. Не, зборуваме за проектирање на автопат. Да. Значи не зборуваме ние за локална улица или локален пат. За 2,5 години не може да се направи проектирање на автопат. Затоа се подели, затоа што била проценката за побрзо да почне изградбата, ама не како овие автопатишта што почне изградбата, туку со завршен проект барем за тие 2 километри, за да не се каска уште наредни 3, 4, 5 години, да отпочнат тие 2 километри сега, паралелно до наредната година да бидат завршени овие 10 и само да се надоврзи изградбата на тој пат за да може во следните 2-3 години да биде завршен. 2-3 години за тие 2 километри? Не, за се вкупно зборуваме. За 12 километри да бидат завршени. Значи зборуваме автопатско решение. Знаете, еве уште еднаш да информирам јавноста. Знаете за према тие проекти низ кој дел на автопатот врви? Значи врви низ Бутел, делот на Визбегово, врви низ делот на
на места кои што на гробиштата и така натаму. Го споменавте Визбегово, сте ги слушнале ли поплаките на жителите на, односно компаниите кои што работат во Визбегово и кои што е една од најголемите индустријски зони кај што се вртат стотина милиони евра. Добро, да. И реализираме понешто го. Од јас сум единствениот министер, не. Што го решава проблемот? Затоа што ние и во изборната програма ветивме водовод и канализација, водоводот се работи во интензивна фаза во Визбегово, а канализацијата вчера е завршен тендерот. Значи очекуваме најбрзо да почне. Буквално ви кажувам пред неколку дена, не вчера, мислам дека договорот да не би имаме подпишано вчера, воведени се во работа. Луѓето така да надзорот очекуваме одма почнува и канализацијата. Видете, значи она што сме го ветили, истото и за Рачиново, еве пошто зборувавме за канализација. Завршен тендер, ќе отпочнат да градат. Овие се факти, ова можете како податок од министерството релевантно да го добиете. Така да, она што сме го ветувале со бизнисмените, јас имав лично средби, премиерот имаше средби, вице-премиерот, голем дел на министрите од владата. Добро, ние ги слушаме со години нивните поплаки. И сега ве прашајте ги, собствениците ќе ви кажат дека водоводот во интензивна фаза се гради, а канализацијата ќе почне најбрзо бидејќи постапката цела за изградбата 70 милиони евра за патиштата. Да, тоа е исклучително битен и важен проект. Станува збор за проект од Светска банка од 70 милиони евра, се однесува да потенцирам за сите општини во државата. 70 милиони евра се средства кои што се обезбедени од владата преку ресорното министерство, година дена се работеше на проектот. Ние очекуваме согласно динамиката која што имаме, проектната единица почна од 1 ноември да работи, да веќе во наредниот период, многу брз период, веќе на одредени лотови се направат и тендери, за да веќе од април месец натаму, согласно градежната сезона, отпочнат изградбата на тие локални патишта и улици. Што е битно? Битно е дека покрај буџетите кои што ги имаат општините во делот на изградба на нивните програми на улици и патишта, дополнително државата помага во делот на решавање на комуналната инфраструктура. Министре, вие им помагате на општините, а тие купуваат луксузни автомобили, а се задолжени од друга страна. Не, значи ние помагаме, нашата цел е да помогнеме на општините во делот на комунална инфраструктура. И ние не помагаме генерално на граѓаните, ние помагаме. Им помагате со тоа што им дадовте пари да се раздолжат, а ги гледаме како се луксузираат. Тој дел на луксузирање апсолутно исто како вас размислувам, дека не треба да има, не треба ни да постои, меѓутоа моја задача па како ресорен министер е да помагаме на граѓаните. Владата за тоа постои. Без разлика што е направена децентрализација, ние со класични инфузии треба да помогнеме на општини. Не со пари, овде нема така да бидат поделени средствата на општините. Туку тие средства со проектите кои што ќе ги донесат општините во ресорното министерство, така ќе бидат одобрени. Така ќе бидат одобрени тие проекти, не со директна инфузија на средства на општините. Долго време бевте пратеник, она што е актуелно постојано се патните трошоци на пратениците. Сметате ли дека треба да се земаат толкави патни трошоци со оглед дека направени се некои листи кои што кој колку има земено вкупна сума, не сте меѓу првите по однос на вкупната сума, но секако и кај вас се бројат во илјадници евра патните трошоци кои што ги имате земено, за разлика некои имаат 150.000 евра, некои... Две работи се тука. Прво, во таја табела која што се објавува, треба, коректно е, да биде напишано за колку години се однесува. Затоа кажам дека има за 8, 9, 10 години, значи не се однесуваат за да перцепција во јавноста се прави дека овој зел за една година или две толку пари, тоа е едно. А второ, сакам да информирам, вие знаете дека законот за патни трошоци е сменет. Не се тие проценти на 30% кои што сега се 20%. Но повторно се станува збор за големи суми. Сметате ли дека треба и натаму да се земаат тие суми? Јас на 20% не знам точно колку се сумите, меѓутоа знам дека има опција која што е врзана со стан тука. Сметате ли дека треба и тоа да се намали, ве прашувам? Значи јас видете, прво и не сум јас во моментот пратеник да оценувам, меѓутоа врз база на анализите кои што се прават, треба да се види колку е, меѓутоа треба да знаеме дека и пратениците се тие кои што представуваат одредени изборни единици на луѓе кои што не се разбирани периодов треба да возат и тоа затоа што не треба овие пари така да се гледаат како чисти. Мислам дека тука е сериозен проблем. Така, министре, ви благодарам за гостувањето во Топ тема. Вам ви благодарам за вниманието, останете и понатаму со нашата програма.